Кратки најави за денешниот дневник. Воспоставување систем за собирање и третман на цврст отпад важно за заштита на животната средина, развојот, но и за евроинтеграциите. Здруженијето Цар Борис III избришано од Централен регистар. Општина Охрид ќе ги субвенционира дефицитарните и занаетите во изумирање. Стружанецот Даниел Шиковски има 3 факултети и е првиот театарски режисер со хендикеп во земјава. Само Визер и Луфтханза се јавиле на повикот за субвенционирани авиолинии. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охриденец времето претежно облачно, нестабилно со врнежи од дожд кои во вечерните часови во текот на ноќта кон среда и над 600 метри надморска висина ќе преминат во слаби локални врнежи од снег. Максималната дневна температура само 7 степени Целзиусови. Утре над британските острови, на југот Апенинскиот и Балканскиот полуостров, дожд во југоисточна и источна Европа, снег и дожд во останатите делови од стариот континент, стабилно со сончеви периоди, но релативно студено за овој период од годината, освен на Пиренејскиот полуостров и источноевропската низина, каде температурите ќе бидат над повеќегодишниот просек за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во среда, умерено облачно време со сончеви периоди и релативно студено со температури под повеќегодишниот просек, локално во централните, јужните и источните делови дожд и снег, максималните дневни температури од 4 до 15 степени. Во Македонија во раните утрински часови во среда на крајниот запад, крајниот исток и североисток дожд и снег. Во текот на денот умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и свежо време, попладне и вечерта. Во северозападните, западните и југозападните делови услови за слаби локални врнежи од дожд над 700 метри надморска висина, врнежи од снег. Во југоисточните делови од Македонија попладне сончево со локална облачност. Минималните температури во земјава од -4 до +5, максималните од 4 до 13 степени. Во Охрид во среда, во раните утрински часови, врнежи од дожд и снег, ветровито и студено време. Во текот на денот умерено облачно време со повремени сончеви периоди, а доцна попладне и вечерта, услови за нови врнежи од дожд и снег, ќе дува до умерен североисточен ветер, минималната 2, дневната 7. Во следните денови во Охрид студени утре, температурите 0, -1, односно 1, а во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде потопло, ќе има пораст на дневните температури, па така максималните ќе се движат од 8 до 10 и 11 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Без оглед, дали основате нов дом? Дали сте во пар? Или повеќе генерации обстојуваат во него? Најважни се условите во кои живеете, затоа што само енергетски ефикасниот дом е вистинскиот дом. Запознајте се повеќе со кампањата за колективно купување Инвертер клима уреди и станете дел од енергетски ефикасната заедница. Дознајте повеќе на колективнокупување.мк или на 02 31 70 888. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас.
Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, го следите првото издание на Дневникот на ТВМ. Комуналниот отпад од југозападниот и пелагонискиот регион ќе се третира во регионална санитарна депонија во Новаци. Во југозападниот плански регион претоварна станица планирано е да има во Охрид, која ќе ги обслужува Охрид и Дебрца, а преку инвестирање во јавните предпријатија ќе се зајакнат нивните капацитети. Евроамбасадорот Дейвид Гир при неговата посета на општина Дебрца посочи дека не е само третирањето на цврстиот отпад предизвик за регионов, туку внимание треба да се посвети и на решавањето на проблемите со отпадните води. Проблемот со комуналниот отпад ќе се решава меѓурегионално и за југозападниот и за пелагонискиот плански регион. Ќе се гради една депонија на локација кај Новаци. Финансиските средства за воспоставување на овој систем за управување со отпадот се обезбедени преку заем од Европската банка за обнова и развој. There's a huge challenge with waste disposal here. Постои огромен предизвик со дистрибуцијата на отпадот тука. Европската Унија смета дека ќе мора да поминете еден долг процес на реформи кои се однесуваат на животната средина, кои ќе се однесуваат не само на справување со цврстиот отпад, туку и со отпадните води. Ние ги обезбедуваме финансиите, поддршката до мерка докаде можеме и многу треба да се направи за да се види што треба да се спроведе со цел да се заштити не само животната средина, туку и здравието на луѓето. Секоја од вкупно 18 општини ќе го собира отпадот на своја територија со помош на јавните комунални предпријатија и за таа цел ќе се зголемуваат капацитетите на јавните предпријатија кои ќе добиваат нови контејнери и камиони. Предвидено е отпадот да се селектира, приходите од продажбата да ги користат јавните комунални предпријатија. Тие два региони, за двата региони ќе има една постројка која што ќе треба да биде изградена во Новаци. А во другите општини ќе бидат изградени претоварни станици. Во општина Дебрца нема да биде изградена претоварна станица, се планира во Охрид да биде изградена претоварна станица која ќе биде користена и за општина Дебрца и за општина Охрид.
Трошоците за изградба на регионална санитарна депонија во Новаци и набавка на потребната опрема за санитарно депонирање на отпадот се во вредност од околу 22 милиони евра, од кои најголемиот дел ќе се употребат за депонијата, велат од Министерството за животна средина. Станува збор за средства кои се обезбедени дел од фондови, дел од грандови и според првиот човек на општина Деберца, градоначалникот Зоран Ногачевски, овој процес повеќе не смее да се одлага. Апсолутно дека се доцни, меѓутоа никогаш не е доцна да се реши проблемот. Мислам, крајно се надам дека овој пат сме направиот пат и дека према она како што е кажано 2024-2025 година ќе заврши тој процес со изградба на депонијата во Новаци. Во оваа депонија, според сите планови, би се собирал сметот од сите 18 општини и би се третирал според европски стандарди. Со овој регионален систем за управување ќе бидат опфатени општините Охрид, Дебар, Струга, Кичево, Прилеп и Битола. Во Пелагонискиот и југозападниот регион има нерегулирани диви депонии со голем ризик врз животната средина, па планот предвидува и нивно затворање. Новата регионална депонија треба да биде со капацитет од приближно 37.522 тони смет на годишно ниво. Предвидено е отпадот да се селектира, а приходите од продажба да ги користат јавните комунални предпријатија. Културниот центар Цар Борис III од Охрид утрово е избришан од Централниот регистар. Централен регистар по службена должност утрово го избриша Сдруженијето за афирмација на културните вредности на македонските бугари Цар Борис III од Охрид. Централен регистар со тоа постапи по одлуката на министерот за правда Кренар Лога, кој на 30 март го потпиша решението откако владината комисија за употреба на имињата на историски личности даде негативно мислење со образложение дека името Цар Борис III во називот Сдружение за афирмација на културните вредности на македонските бугари Цар Борис III од Охрид предизвикува тензии и нетолеранција во целото македонско општество. Бугарските здруженија имаа рок до 16 февруари да ги согласат називите и статутите согласно измените во Законот за здруженија и фондации кои беа донесени минатата година во ноември. Според законските измени, здруженијата во називот не можат да користат имиња на личности кои што се поврзуваат со геноцид, нацизам и фашизам. Пред 2 недели беше избришан од Централен регистар и културниот центар Ванчо Михајлов од Битола, од кој што воопшто не поднесоа барање до Централен регистар за усогласување со законот. Општина Охрид ќе ги субвенционира дефицитарните занаети и занаети во изумирање кои се регистрирани во регионалната занаетчиска комора Охрид. 19 од нив годинава ќе добијат по 12.000 денари неповратна финансиска помош, која е повеќе од добредојдена, велат од комората. Општина Охрид втора година поред финансиски ќе ги помогне охридските занаетчи. Најмногу 19 занаетчи од Охрид кои се занимаваат со некои од занаетите кои се дефицитарни или со занаети во изумирање, ќе добијат финансиска помош од општината. Неодамна беше објавен и јавниот повик за субвенционирање дефицитарни занаети и занаети во изумирање, регистрирани во регионалната занаетчиска комора Охрид на подрачјето на општина Охрид. Вкупната сума, вкупниот фонд на пари е 200.000 денари или поединечно по 12.000 денари за секој занаетчија кој спаѓаат во овие дефицитарни занаети и занаети во изумирање. Значи листата е доставена до општина Охрид, тука се свешчари, четкари, чевлари, опинчари, клучари, уште некои изработка на хартија во целост тие се. Богоевски објаснува дека од комората ќе им помогнат на занаетчиите заинтересирани да го подготват административниот дел и да аплицираат за субвенциите. Не значи дека сите 20 ќе земат, само оние што ќе поднесат комплет документација по основ на јавниот повик. Ние како комора во наредниве 2 дена ќе ги сконтактираме сите 19 занаетчи и ќе им поможиме за комплетирање на документацијата и доставување до општина Охрид. Ова е втора година поред како општина Охрид издвојува од буџетот средства за доделување неповратна помош за охридските занаетчи. Минатата година беа издвоени 300.000 денари за помал број на занаетчи да добијат по 30.000 денари. Јас велам секоја помош е добре дојдена, без разлика колкава е, дали е голема или е мала. Секогаш е мала, никогаш не може да биде доволна. Значи, ако земеме во предвид дека трошоците за нечија се околу 100.000 денари годишно,
Овдека 10% од годишната сума ни е покрива општина Охрид, благодарност до општина Охрид, значи повторувам, секоја помош која би ни била дадена ни е добре дојдена, особено парична помош. Има и други видови помош кои им се нудат на занаетчиите, например тоа се јавните повици кои ги објавува Министерството за економија, кои обично се однесуваат за набавка на репроматеријали и за набавка на алат, кои не се многу атрактивни за занаетчиите, вели Богоевски. Нам, додава тој, потребни ни се пари за да ги покриеме годишните давачки. 27 годишниот Даниел Шиковски од Струга е првиот театарски режисер со хендикеп во земјава, и тоа дипломирал со просек 10. Има 3 факултетски дипломи, а во моментов работи на магистратура за театарска режија. Неговиот оштетен вид не го попречува до целта. Вели дека сака да докаже дека и лицата со попречености можат да бидат успешни и самостојни. Стружанецот Даниел Шиковски е првиот театарски режисер со хендикеп во последните 50 години во земјава, кој дипломирал со просек 10. Има 3 факултетски дипломи: театарска драматургија, академија за филмско сценарио и новинарство. Работи на магистратура за театарска режија. Неговиот оштетен вид не го попречува до целта. Вели сака да докаже дека и лицата со попречености може да бидат успешни и самостојни. Ништо не е тешко ако се сака. Бидејќи најголемата пречка пред успехот е стравот. Кога ќе влезеш во некоја работа и кога ќе победиш тој страв, веќе си успеал и се може да се успее. Нема граници што можеме да успееме. 27 годишниот Шиковски денес работи како негувател во Порака Нова. Државата дава бенефиции за вработување на лицата со попреченост, но само на заштитни друштва, а тоа се фабриките. Потребни се измени во законот за еднаков пристап на лицата со попреченост на пазарот на трудот. Државата нуди мерки со кои ние можеме бесплатно да студираме како лица со попречености. Само тука би рекол јас, треба кога веќе ги образуваме лицата со попречености, треба да им дадеме повеќе можности за излез на пазарот на труд. Ако некој лице заврши во еден факултет да во возможи, потоа полесно да влезе во таа област. Негова животна инспирација е драмската уметност. Има режирано 2 филма, напишал 2 драми и деле од драмското студио Миладин Струга. Пораката на Шиковски е општеството да им даде еднакви можности на лицата со попречености, кои се образувале и стекнале социјални и работни вештини за самостоен живот и екзистенција. Визер и Луфтханза се двете авиокомпании кои доставија барања до владата за субвенции за воведување нови авиолинии од 2 патнички аеродроми во земјата, меѓународниот аеродром Скопје и Свети Апостол Павле во Охрид. Во следниот период, комисијата составена од членови од неколку државни институции ќе изврши евалуација на доставените понуди согласно тврдените критериуми во јавниот повик, информира од Министерството за транспорт и врски. Финансиската поддршка има за цел поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Северна Македонија, заради квалитетен развој на цивилното воздухопловство, формирање на поконкурентни и подостапни цени на билетите, што директно подразбира нови дестинации за граѓаните на Северна Македонија, велат од Министерството за транспорт и врски. Јавниот повик за поднесување барања траеше од 1 до 31 март 2023 година, а беше распишан, како што велат од Министерството, во согласно со политиките на фер и конкурентски услови согласно регулативата на Европската Унија. Акциска контрола на СВР и казнети пешаци за небезбедно преминување улица. Вчера, во периодот од 10 до 15 часот, при преземени сообраќајни контроли на подрачјето на СВР Охрид, полициските службеници затекнале 32 пешаци кои небезбедно преминувале коловоз надвор од обележан пешачки премин или минувалиште, од кои во Охрид 16, а во Струга 13 граѓани. Поднесени им се соодветни платни налози. Во продолжение следуваат и вестите од светот.
Соединетите Американски држави се согласуваат со ставот на Русија дека водењето нуклеарна војна е недозволиво и дека невозможно е да се победи, изјави координаторот на стратегиските комуникации на Белата куќа Џон Кирби. Министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров неодамна изјави дека не сме да се води нуклеарна војна и дека во неа нема победници. Искрено се согласуваме со него, им рече Кирби на новинарите. Тој додаде дека Вашингтон не гледа знаци дека Москва има намера да употреби нуклеарно оружје во како што Русија ја нарекува специјалната воена операција во Украина. Представникот на Белата куќа зборуваше за новиот пакет воена помош за Украина објавен оваа недела. Кирби не соопшти детали за содржината на новиот пакет оружје наменет за Киев. Утро во околу 5 часот и 30 минути автобус кој превезувал работници од Крагуеваc за Рача излетал од патот. Според првичните информации, полесно се повредени 18 патници. Според изјавите на очевидци, возачот изгубил контрола и возилото се лизнало во канал покрај патот. Двајца работници ги загубија животите откако биле затрупани под градежни материјали и земја на градилиште на аеродромот Џон Фицџералд Кенеди во Њујорк. Противпожарната служба на градот Њујорк и службите за итна помош вчера по 11 часот добиле дојава за работници кои останале заробени во Ендек. Работниците ги преместувале комуналните линии во близина на когенеративната постројка за да се приспособат на зголемените енергетски потреби на проектот за реновирање на JFK. Засега не е познат идентитетот на загинатите работници, а аеродромот JFK предупреде за доцнење на патишта околу двата терминали. Ниту еден лет не бил прекинат поради несреќата. Според податоците на Светската здравствена организација, број на случаи на заболени од рак во светот се очекува да се зголеми за 55% до 2040-та во споредба со 2020 година. Доколку стапката на рак остане стабилна, а растот на населението и старењето продолжи паралелно, се проценува дека до 2040-та во светот ќе се регистрирани 28 милиони нови случаи на рак, објави Светската здравствена организација. До 2040-та бројот на заболени од рак се очекува да се зголеми за 54,9% во споредба со 2020-та, при што зголемувањето е за 60,6% поголемо кај мажите отколку кај жените. Ракот, втора водечка причина за смрт секоја година, се диагностицира кај 734.000 луѓе, а во 2020-та една од 6 смртни случаи се должела на канцерот. 400.000 деца годишно заболуваат од рак ширум светот, од 30 до 50% од смртните случаи предизвикани од рак може да се спречат со рана диагноза, ефикасен третман, а значителен број пациенти немаат пристап до највремена диагноза и третман. Според Меѓународната агенција за истражување на ракот, најмногу случаи има во Азија, 9,5 милиони. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодариме за довербата. Имајте пријатен ден.